се представам само на брзинка, јас сум Иван Лазаревски, фронтенд девелопер во Civil/Kinship/Avenga некој скоро 5 години, а otherwise во IT индустрија, не знам, некој 8, така нешто, 8. Anyway, денеска ќе зборувам за Yuka.js, како што ви кажа Стола, тоа е имплементација на видео гейм AI во JavaScript. Значи, нема да промптаме ништо, не сме веб девелопери, него ќе зборуваме баш за оние if-else statements кои што прават ствариве да се движат во видеоигри и да ве напаѓаат. Yuka.js е библиотека која што е направена од еден човек, Mugen87 ќе го најдете на GitHub, и човеков има направено една многу добра имплементација на Game AI на база на индустријски стандарди. Сега, што значи ова индустријски стандарди за Game AI? Значи дека како што би се имплементирало видео Game AI во нешто како Unity или во Unreal, така ќе го видите и овде. Што значи ова е нешто што е апликативно доколку би го виделе овде, сега малце во порудиментарна форма. После тоа ќе знаете како функционира и имплементацијата во Unreal и Unity. Специфично ова го имам користено во концептиве, ги имам користено во Unreal. Океј. Ајде мала презентација за тоа што може да направи Yuka.js, и тоа ќе ви ја презентирам негова ствар, па после ќе работиме со некои мои примери, чисто за да видите еден целокупен продукт како би изгледало, дека не е баш наивна ствар. Сега јас не сум толку добар геймер, але ова е, дури мислам дека има и аудио чудово, така да, добре, не се слуша. Ова е имплементација на хакинг геймот минигеймот во Nier Automata. Ќе барам од вас да го запазите behaviorот на enemiesот. Има звук па? Сега ќе му дозволам да пукне неколку пати. Гледате дека има различно движење во моментов. Првиот се движеше лево-десно, по овој има така брановидно, овој пука по 6 куршуми во круг, првиот пукаше по 3, ме пукна 3 пати, game over. Значи, видовме неколку различни behaviors, видовме неколку различни движења, видовме неколку различни начини на пукање. Океј, тоа се ни го нуди Yuka.js. Иначе ова не е видео, ова е 3.js и стварта е дека библиотекава има многу добра имплементација со 3.js. Така да кога ќе комбинирате заедно добивате фактички некој псевдо енџин кој што можете да го користите за прање на така посериозни продукти. За почеток би сакал да ви кажам само како ќе ја имам, каков ми е сетапот во секој од овие пејџови, чисто за да знаеме на што сме, а после ќе ви кажам и за што ќе зборувам. Ствари, ќе ви кажам за што ќе зборувам право. Океј. Ова се концептите кои што би сакал да ви ги представам денес, кои што ја ви верувам дека се најбитни од Yuka.js и најчесто користени, има и други чуда, ама ова се као најбитните. Steering behavior, има разноразни steering behaviors. Steering е буквално автономно движење на vehicle. Станува збор сега, тука цело време ќе збориме за NPCs. Значи, буквално NPC-ња. Сега, steering е начини на кои што може да се движи. Ако ја отвориме самата документација, ќе видиме дека постојат различни начини на кои што можеме да го движиме самиот, тоест да му нанесеме некој автономно движење. Arrive behavior, пример, е vehicle-от, NPC-то, се движи према некоја одредена локација, одредена точка. Flee behavior е бега од некоја одредена точка.
еве нешто што ќе го видиме и тука е flocking steering behavior. Тоа е кога имате група од неколку NPCs кои што цело време се движат околу еден околу друг, со тоа што има неколку параметри кои што кажуваат на пример колку се блиску, колку се оддалечени така натаму. Наредна тема за која што ќе зборуваме vision, односно способноста на NPC-то да види нешто и да реагира откако ќе го види тоа нешто. Finite state machine и го ни дозволува да дефинираме така наречени стейтови во кои што може да се најде некој NPC, пример да биде attacking state или defensive state или neutral state и можеме да шифтаме помеѓу тие стейтови на база на некакви си услови. Пример, World of Warcraft. Ако се доближам доволно блиску до некој NPC, ќе почнеме напаѓа. However, ако сум 5 левела испод него, многу побрзо ќе почнеме напаѓа, отколку ако сум 10 левела над него. Ова можеме тие стейтови на ме напаѓа, агресивен е према мене и пасивен е према мене, ги регулираме со finite state machine, односно state machine и идејава дека во моментот кога ќе влеземе во стейтот напаѓа, ние тука можеме да, не само да дефинираме behavior, туку и да дефинираме анимации. Се goal driven agent е некој вид на state machine каде што ни дозволува одреден агент, одреден NPC не да прави одлуки само на база на некои хардкодирани ствари кои што ние ќе му ги зададеме, него ние му дефинираме goals и тој на база на некои потреби кои што му ги дефинираме одлучува кој му е најприоритетен гол и го прави тоа. Fuzzy logic е повторно вид на behavior кој што му го задаваме, кој што е овде не е ни веќе фиксно прави го ова if then else, него овде ние му викаме имаш одреден input параметри кои што ќе ти бидат некаков спектрум, значи не станува збор за овое толку овое не знам на 5 метра или помалку, него овој ќе биде на 5, 10, 15 метра и ќе биде на толку и толку или толку health, low, medium и high и на база на тоа изврзи комбинации и одреди кој е најдесирable behavior, значи ни дозволува малце fuzzy logic ни дозволува малку покомплексен behavior отколку да го правиме тоа статично. Океј. Сетапот. За потребите на сите примери кои што ќе ги видиме денеска, користам 3JS, нема уопште да се задржам на него. Единствено можеме да видиме можеме да видиме дека ќе креирам некаков си грид и внатре во гридот ќе внесувам, тоест гридот ќе го рендерирам чисто како онака да гледаме кај сме. 3JS работи со Canvas и она што е најбитно тука е дека ќе креирам некаков си vehicle. Тој vehicle ќе биде буквално на конусче кое што ќе се движи. Тој си има меш свој. Значи ова е многу битно дека тандемот на 3JS и Yuka.js е така направен да 3JS константно го користите вие како 3D engine, а Yuka.js има многу добра имплементација со 3JS и му дозволува да го хајджекне целиот момент на каде се наоѓа, например, одреден елемент од 3JS и да го движи тој. И на некој начин, ајде да речеме дека 3JS го провајда телото на NPC-то, а Yuka.js го провајда мозокот слеш душата на NPC-то. Океј. Да почнеме со steering. Тука ќе видиме неколку steering behaviors, кои што едниот е, ако можете да ги видите овие зелените, тоа е flocking. Виолетовиот е path following. Значи јас му имам зададена некаква патека со координати на овој грид и му викам следи таа патека. Затоа што станува збор за 3JS, ова е тродимензионален простор,
Оскава е по X и Z, мислам. Y оската е таа која што оди нагоре надале. Жолтово е arrive со тоа што имам направено да се движи таму каде што ќе кликнам. Океј, ајде да видиме како се имплементира ова. Овие се основните, овие лево би рекол, дека се најосновните две класи во Yuka.js. Game Entities и Vehicle, кој што екстендира од Game Entity. Game Entity е буквално она кој што Yuka.js како менаџер на елементи во играва ги менаџира, ајде, и се дефинираат со Position, Rotation, Velocity, се врзуваат со 3JS објект и она што морам да го напоменам дека два најбитни методи се Start и Update. Ако сте работеле било кој Game Engine, познати ви се методиве, односно што и да сте работеле, Start се повикува во моментот кога ќе се инстанцира елементот од оваа класа. Се повикува, го користиме за setup, engine init. Update се повикува во секој фрейм. И тука ја пишуваме гейм логиката исто како во Phaser. Исто така, што би го спомнал само на брзинка, е дека гейм ентитети можат да комуницираат меѓу себе со методите send message, кажувате овој му праќа порака на тој, и можете да дефинирате handle message порака, што се случува доколку ќе добиам порака. Vehicle е тоа за кое што сега ќе зборувам. Vehicle се game entities на кои што можете да им лепите steering behaviors. И тоа е уствари многу лесно, затоа што не мора практично ништо вие да програмирате, освен тоа да креирате vehicle и она што е многу битно, тоа што ви реков дека ќе ги врземе 3JS објектот со Yuka.js елементот, е оваа setRenderComponent метода, која што вика, окей, за овој vehicle кој што сум го креирал со Yuka, врзи го овој vehicle mesh, сега се linked. Целиот movement, целиот behavior на 3JS елементов го дефинира Yuka. И еве, јас креирам нов arrive behavior и само му викам arrive vehicle.steering.add arrive behavior. Толку. Во моментов тој vehicle знае точно како треба да се движи. Се што треба јас да направам е да му давам цело време нови координати, односно ако ставиме една фиксна, ќе се движи до таму и ќе застане. Ама јас имам додадена малку логика подоле, сега да не ја комплицирам повеќе од тоа што треба, која што цело време креирам нови точки и овој во апдейт методата си ја наоѓа новата точка и се движи према нејзе. Тоа го гледаме тука. Сега ја си ги избега, не е битно. Follow path behavior. Повторно, ако стигнам до доле, ќе видите дека пак е некаков behavior. Значи, пака ова беше arrive behavior, ова е follow path behavior, си има своји влезни параметри. Пример, тоа е дека овој следи патека која што ја дефинирам со координати, да не тупам многу. Не знам, кажете ми дали се гледа окей кодов од најназад? Супер. Креирам патека која што повторно е некаква класа која што ми ја провајда Yuka и креирам behavior и потоа само тој behavior му го додавам на vehicle-от. Толку, ништо повеќе не треба да правиме. И можете да видите како ова, например, би го користеле веќе во видеоигри, например, патроли. Вака се програмира патрола. Треба да му дадам одредена патека и он се движи. Цело време ја следи патекава. Можете да го направите да ја луп, а може да направите и да не ја лупа. Едноставно ќе проследи еднаш и тоа е тоа. Path.loop true. Толку. Во моментот кога ќе отиде до последната, се движи пак према првата. Тоа што ќе го приметите
е дека ниеден од овие елементи не се движи ригидно. Гледате колку е смуз движењето. Тоа ви го дозволува Yuka.js. Вие самите можете да си го дефинирате како smoothness во која инстанцирате мувментот, односно стирингот, али е битно дека ви дозволува такав некој margin of error, дека нема баш ригидно да се движи натака. Како точно изгледа самата имплементација, ги немам отворено класите, искрено да ви кажам, ама е така. Има некои комплексни ствари у позадина, барем тоа што сум го видел. Друг интересен behavior е flocking behavior, кој што можете да го користите. Пример, во Assassin's Creed, кога треба да влезете во, не знам, група од NPCs да се сокриете, тие се шуњаат лево десно, тие се flocking behavior прават. Идејава на flocking е дека имате 3 многу битни параметри кои што дефинираат точно како се движат. Alignment, cohesion и separation. Alignment е дека сите гледаат генерално да бидат околу себе си. Значи, колку помал alignment, толку повеќе ќе се расшират, колку поголем, толку повеќе ќе се соберат. Cohesion е дека се движат према центарот на самата група. Значи, Yuka ќе си дефинира на база на тоа каде се сите овие NPCs, ќе си го наоѓа цело време центарот, ќе си го пресметува и ќе вика, аха, треба околу овој центар да се движиме сите. Separation е буквално да не се удираат еден од друг, затоа што доколку не би имале separation, поради alignment и cohesion, што ќе се случи ако на пример има група од enemies кои што ве следат вас, затоа што можете да комбинирате различни steering behaviors, ако имате flocking со некој што ве следат вас, ќе се стават у една линија и ќе доаѓаат така еден по еден. Ова е многу поприродно. Значи, идејата е дека треба да се задржи некаков природен motion. Ова е само форот во кој што инстанцирам 10 vehicles зелени за да се движат flocking. Постојат други, дефинитивно, кои што не би ги прикажувал сега, затоа што пак на крајот на денот ова е тоа, креирате vehicle и му закачувате steering behavior. Тоа е најбитно и битно е дека можете да комбинирате behaviors за да имате по-природен тек на стварите. Пример, ајде да не тупам со примери, мал милион примери. Vision. Како функционира Vision во видеоигри и општо во Yuka.js и генерално game engine? Тоа е со raycasting, односно од точка на проекција, која што можете да видите овде, јас проектирам зраци. Сега, самиот конус што го гледате не е од Yuka.js, него е од 3.js, чисто го имам изрендерирано за гледате каде се наоѓа, како хелпер, каде се наоѓа конусот каде што гледа самиот NPC. Сега, што е идејава? Како се дефинира? Се дефинира со најбитен параметар кој што со кој што се дефинира е field of view. Ајде да видиме. Ево го, watcherот. Range и field of view. Повторна класа ова, која што ова може да ве сопне дека на Vision како елемент него влезен параметар му го давате тој што треба да гледа, NPC-то кој што треба да гледа. И се креира Vision. Затоа што си е како, некој separate елемент. Range ви дефинира колку далеку може да види, а тоа ви е баш она рејот кој што оди право овака. Тоа е range-от. Field of view се дефинира во степени
и кај мене е 90 степени. Math.py е 90, 180, пута 0,5, тоа е 90 степени. Можете и да видите дека е аголот на овој field of view 90 степени. Тоа што е битно, гледате дека во моментов кога овој плеер ќе влезе во field of view-то на NPC-о, станува црвен. Тоа значи дека е детектиран. Ве фатиле у секиро, па сега ве колат. За да го дефинирате ова, дека NPC-во може да го гледа плеерот, треба да повикате специфична метода, а тоа е каде е? Еве го, ова е. If watcher.vision, значи самиот watcher сега си има vision, само ја повикуваме методата visible и гледаме дали внесуваме параметар, а влезниот параметар е позицијата на таргетот кој што сакаме да го гледаме во овој момент. Тоа е нашиот таргет entity. Таргет entity е ова, топкава. Ова се случува во најбитното не го кажав, ама е ова сум го во тик. Тик методата јас ја дефинирам и тоа што е битно е дека ова е 3JS ствар. Односно не е ни 3JS ствар, ова е JavaScript ствар. Тик е методата која што ми е мене главниот game loop, а ми е главен game loop затоа што јас внатре во незе ја повикувам window.requestAnimationFrame. Што се случува кога имате функција во која што ќе повикате windows.animationFrame, каде што самата функција е влезен аргумент, ви дозволува оваа метода да се повикува секој фрейм. И ова е JavaScript, нема врска со 3JS, нема врска со Yuka, нема врска со ништо, буквално е од window. И затоа што ми се повикува секој фрейм ми дозволува јас да ги правам овие if-ови и да гледам дали у секој фрейм овој му е visible и ако е, смени му е бојата на таргетот во црвена, мислам. Во моментот кога ќе му излезе од vision range, станува пак плав, тоа е во else-от. Нормално, ова можете да го искомбинирате со други ствари, како например state machine. Во моментот кога ќе го види, влези во state attacking. Finite state machine. Океј, ова е малце по-симпл, ама ќе видите дека што се случува е оваа 20 страна коцка цело време го менува начинот на кој што ротира. Почиња да ротира на еден начин, ротира 5 секунди, се враќа на друг начин. Тоа е state machine. Сега, ајде да ги отвориме прво Entity Manager-от и да видиме што се случува тука. Оваа коцка и не е нешто толку битна. Битно е дека, еве, ја креирам како 3JS објект, после тоа се претвара со Yuka во cube и само ја додавам во Entity Manager-от, каде што Entity Manager-от е главниот мозок на Yuka. Тој се што влегува таму подлежи на законите кои што ги налага Yuka. Сега, Cube е класа која што јас имам креирано и ќе видите дека таа е Game Entity. До сега ова претходно беше Vehicle, ова е Game Entity чисто затоа што не ми треба да се движи некако на паметен начин. Битното е дека јас на овој Cube, на овој Game Entity ќе му врзам State Machine. И
можете да видите дека јас му додавам некакви си horizontal movement state, vertical movement state, и после тоа му викам, окей, сега смени го во ова се случува, ќе видите во конструкторот, што значи се креира, стави го во horizontal movement state. Што значи тоа? Ајде да ги видиме самите стейтови. Имам два стейтови, horizontal movement state и vertical movement state. Што е state? Ја заборив презентацијава, не е битно. State е бейс класа која што дефинира баш она state, во која состојба се наоѓа NPC-то во моментот. Во моментот, кога NPC-то ќе влезе во некој state, се повикува enter методата и таа метода, ствари вие можете и да ја викнете за да влезете, али не е баш паметно, има друга метода која што се користи за тоа, change to. Enter се повикува како init и таму можете да ги направите сите сетапи. Execute се повикува во секој тик на game loop-от. Значи, Юка сама по себе си има свој game loop и тука правите цела логика. Ако сакате да влезете во друг стейт, идете со change to. Exit се повикува еднаш во моментот кога NPC-то ќе излезе од game state-от. Ќе влезе или во некој друг стейт, или ќе се уништи. Ајде да ги видиме тие ствари. Што се случува во horizontal movement state? Океј, се конзологира дека cube started moving horizontally и во моментов јас на мешот на кубот, значи на 3JS, му викам движи се, не знам, менува и ротација. Условот е дека ова current time, ако исполни некој услов, смени во vertical. Што е сега тоа current time? Current time е некоја бројка која што јас си ја надополнувам цело време како counter, каде што цело време ја надодавам делтата. Што е тоа делта, односно delta time? Ова е можеби најбитна ствар за game AI, односно општо game development, која што може многу да ве сопне ако не имате in mind. Delta time е времето помеѓу два тикови на game loop-от. Оваа ствар ја користиме за да не се случи момент кај што апдейтите се случуваат со секој луп на game тикот, на game loop-от, а секој тик се случува секој фрейм. И сега замислете вие која е разликата ако играта ви работи на 60 FPS versus разликата да ви работи на 120 FPS. Например, имаше еден баг во Dark Souls 2, кај што поради ваков баг, луѓе кои што играа на монитори со поише FPS, поише им се трошеше durability на оружјата. Вакви ствари се доста битни и затоа јас го користам ова current time за екзактно да дефинирам нека стварно поминале 5 секунди за после тоа да сменам у вертикал. На постари игри, например, не знам дали ако имате игра на Red Alert 2, Red Alert 2, не знам дали ви текнува дека на боле компјутери рануваше побрзо. Побрза беше играта, едноставно ради ова, затоа што секој му текнала у 2000 година дека за 10 години процесорите ќе бидат како 20 милиони пати побрзи. И генерално стейт машини можете да комплицирате колку сакате. Може да ставате милион стейтови, во Execute можете да ставите милион ствари, милион услови да се шифтаат. Најбитното е дека тука можете да дефинирате behavior во Execute и дефинирате во самиот state анимација. Пример, ако стиснам W, седа дека ми е притиснато W, јас ќе влезам у стейтот movement, ќе ми се аплицира анимацијата move и ќе ми се аплицира velocity, односно движење, вектор движење нанапред. Ова
може најкористена ствар во Game AI. State Machine, затоа што ви дозволува многу scalable да ги правите стварите, а да не го расфрлате behaviorот на секаде. Ова е можеби најбитна ствар од цела презентација, иако овака изгледа многу simple. Сега, Goal Driven AI е архитектура која што ви дозволува да креирате агент кој што си има собствени goals, значи некакви цели, ги евалуира секој фрейм тие цели и окей, на база на тоа кое што му е најбитно, тоа и го прави. Окей. Што е ова што гледаме? Замислете дека ова е база, ова е рударче, а ова се gold veins. Во моментов рударчево го бара најблискиот gold vein, оди до таму, копа злато кукушима capacity и се враќа назад. И во секој даден момент он одлучува што му е најбитно. Тоа ние го дефинираме. Ајде да го видиме кодот. Црвени стануваат, иначе кој ги испразнил. И мислам дека ќе се избагира кога нема што да прави. Ја не би се избагирал кога немам работа, али окей. Тоа е Goal Driven Agent. Окей. Ајде. Или ајде да почнеме со самите goals. Окей. Две класи се битни. Goal и Composite Goal. Composite Goal е низа од goals. Чисто за да ги, не знам, ако има комбинација некоја која што се заедно трите битни за да се извршат consecutively, да не креираме три па едниот, па другиот, па третиот, него едноставно да се изврши еден композитен goal. Gather е Composite Goal, инаку REST не ми е имплементирано, така да ги видиме Gather, Find Next Gold Vein, Seek to Gold Vein, Mine и Deliver. Значи, еве ги сите овие ствари, целиот behavior ви овде. Значи, како рековме, Gather е целокупната, значи он цело време треба да собира, и тој се состои од три goals. Најди го наредниот, најблискиот, тргни према него, значи ова seek behavior, пак е некаков steering behavior, копај и после тоа имаме каде беше? Deliver goal to base. Она што е најбитно, дека секој гол има три методи. Activate, Execute, Terminate. Activate повторно се повикува во моментот кога ќе го активира тој гол, сега влегува во тој. Execute се повикува во секој game loop, секој game tick. Terminate во моментот кога ќе го заврши голот. Без разлика дали е successful или failed. Имате enum кој што ги дефинира и тие ствари, дали е successful или failed. Сега, тоа што можете да видите е дека во Activate и Execute имам некоја си логика која што у принципу, ајде сега да не ја тупам премногу, ама можете да видите дека, например, во моментот кога прави майнинг, праќа порака до Рудничево, која што ќе го најде, и ќе му рече mine, а самиот Gold Vein во моментот кога ќе ја прими таа порака handle message, само си прави gold -1, се додека не стане црвен, во тој момент веќе не е ни валиден како Gold Vein за наоѓање gold. Значи, само во логика, сега да не идам линија по линија, е тоа дека главните ствари, главната логика која што се активира која што се проследува цело време, се случува во Execute. Activate ви е сетапот. Например, овде Find Next во Activate буквално ги проаѓа сите
и го наоѓа тој што е најблиску со square distance. Океј, го сетира тој како таргет и во наредниот seek веќе оди према него со arrive steering behavior. Толку. Значи, повторно гледаме дека се комбинираат елементите од јука. Како знае кој гол да го одбере? Goal evaluator класата, за секој гол креираме евалуатор и тоа е тоа што јука ги врти сите овие евалуатори еден по еден, односно им ги врти calculate desirability и гледа тој што е најбитен, ќе му рече тој прави го сега. Секој тик ќе го прави ова, се додека не дојде некој друг, ќе му рече аха сега прави го ова. Значи ова е малце, не мора вие да ги менјат, да му викате и сега ти прави гедер, сега ти прави ова, сам си одлучува што треба да прави, на база на тоа calculate desirability. Сега јас calculate desirability треба да врати бројка, тоа што е највисока, тоа ќе го прави. Јас сум направил некој многу simple desirability тука. Пример, не знам, ако current gold му е помалце од maximum gold, значи ако има се уште простор кај да стави gold кај него, собирај понатаму. Океј. Мислам дека не. За да се случи све ова, главната класа е brain, буквално think. Малце fancy, али нема врска. Think едноставно е класа која што креира објект brain и тоа е тој што ги врти евалуаторите, ништо комплексно нема тука, едноставно му викате додај ги овие евалуатори, евалуаторите си се врзани со класите, толку. Овој brain не мора ни вие да му кажувате нешто, само му викате во апдейтот this.brain.arbitrate, тоа е тоа кое што одлучува што е најбитно во дадениот момент. И последно, fuzzy logic. Fuzzy logic е дури по-vague од ова. Знам дека звучеше многу vague. И тоа се случува во Monsterov. Хајде да го отвориме fuzzy logic да видиме како изгледа право. Што се случува тука? Ова е плеерот, а ова е монстерот кој што има на него закачено fuzzy logic. И што се случува? Горе можете да видите дека имам, не се гледаат позади, али тоа е Monster Health-от кој што можам тука со скролче да му го менувам, затоа што е битно за самата еволуација на behaviorот на монстеров. Кога е зелен, само да ви кажам, кога е зелен е пасивен. Ајде да видам да не тресам глупости. Кога е црвен е агресив, само тоа ми текнува. Да, кога е зелен е дефенсив, кога е жолт е баланст, односно пасивен, кога е црвен е агресивен. Тоа што можете да го видите е дека зависи од дистанцата. Сега, што е работела? Јас креирам fuzzy module. И fuzzy модулот е мозокот овде. Fuzzy модулот ќе одлучува све. А во fuzzy модулот мене ми треба fuzzy variables. Креирам fuzzy variables кои што ќе бидат input и output на тој fuzzy module, односно ќе му речам јас, земи ги овие input параметри кои што нема да бидат обични статични вредности, него ќе бидат сетови од вредности. Јас ќе му речам вака, ќе креирам fuzzy variable distance. И ако enemy-то, односно плеерот е на 0,3 или 4 units, дистанца, метри, да ги наречам, на 0,3 или 4 метри, тоа значи дека тоа е плеерот е блиску. А ако е на 3, 4 или 7, има оверлап, дозволено е, тоа значи дека некој е medium, а ако е на 7, 8 или 12 е далеко. Cool. Тоа го ставам во некој си сет. Сега. Еве го fuzzy aggression module, тоа е module. Add FLV е add fuzzy logic variable.
Само викам вака, ќе има уште еден влезен параметар, а тоа е health-от на монстерот. Low, medium или high, ако е на 0,1 или 2 е low и така натаму може да видите. И ова го внесувам како влезен параметар. Desirability мора секогаш да дефинирате, затоа што desirability тоа е outputот, односно ја му викам дека ако искалкулира дека е на пример defensive, односно ако искалкулира defensive, тоа треба да му излезе вредност од 0,2550 и на база на тоа, ако е defensive, ќе му одредам некакви параметри. Тука доаѓа каде се тоа одредува, тука доаѓа третиот елемент од цела оваа слика, тоа се fuzzy rules. Fuzzy rules ги користат трите овие fuzzy variables за да дефинираат некакви правила. И како изгледа тоа? Буквално додај правило и му викам вака. Fuzzy end, буквално end, она логички end. Ако монстерот е на low health и player е close, биди defensive. Ако монстерот е на low health, плеерот е на medium растојание, биди balanced. И така натаму ги дефинираме сите комбинации кои што можат да настанат. Сега, зашо не е статично? Затоа што самите вредности не се статични и он ќе најде дека, например, ако монстерот е на 2, дека е на low health и дека во моментот кога ќе отиде на 3 е на medium и ќе ги скомбинира овие ствари за да исфрли некоја вредност каде што ќе биде или агресив или balanced и тоа нема да бидат статични вредности, него, например, ќе дае помеѓу 75 и 100. Ќе дае помеѓу 50 или 75, пак е агресив, ама имате спектрум кој што можете да го контролирате понатака. Например, во апдейт методата на монстерот, јас ќе му речам повикај select aggression stance. Тука цело време ќе прави нешто што се вика fuzzify, мисли на овие две вредности, буквално како земи ги овие две вредности и калкулирај. И после тоа defuzzify, извади ми го како излезен параметар desirability. И еве, тука ја не сум дефинирал desirability 33 или 66%. 33 или 66, ама тој ќе ми врати помеѓу 0 и 100 и јас ќе речам на 33, односно испод 33 станува defensive. Испод 66, не знам, balanced. И сега, ќе видите ако јас земам monster health-от е 0, ќе видите дека ќе се смени behavior-от, дека кога ќе се доближи, гледате сега, овој се оддалечи, ама овој пошто е на малца ќе го пука оддалеку. Ама кога ќе му се доближи и чекај, не ме тепај. Ево го стана дефенсив. Тоа е тоа. Сега не би тупал ништо повеќе. Дали имате некакви прашања? Show of hands, please. Ајде. Спомна на почетокот нешто дека вакво нешто слично си користил и во Unity и во Unreal. Да. Збориш специфично за Юка, го имаш користено и во двете? Не. Али да, како што рече, баш не е Юка, ама самата имплементација на state machines ја имаш и во други венчини, практично исто и функционира, само што си е нели во нивните dedicated јазици. Океј, фала. Така, нема проблем. Други прашања? Фала. Супер презентација. Јас имам прашање за goal-driven behaviors. Тука видовме еден агент кој се надпреварува проти околина, да кажеме. Тоест не се не надпреварува, едноставно си постои. Ако имаме околина која е против него, уште поинтересно повеќе агенти кои се делумно кооперативни, делумно компетитивни, едни против други, овие работи се моделирани во Юка или треба on top of that сами да си ги градиме? Дали може showcase да пуштам? Секако. Дефинитивно може. Ајде да го видиме ова. Овде имаме баш goal driven.
ова е имплементација на goal-driven AI. Буквално ова е кодот е лудило во позадина, јадници линии код се зова напишани, ама е баш тоа што ти го кажуваш. Еве да ги видиме стейтовите, значи тука имаме истовремено goal-oriented и state-driven, односно state машина. Еве ги стейтовите, значи не се гледа таму, ова е wait, ова е chase ball, во моментот кој е премногу далеку, веќе не ја брка, return home state е ова, значи да не отиде премногу напред. И зицер промаше, не е битно. Да, има логика Арсенал да губат. Не, јас сум фан на Арсенал. Не. Али да, дефинитивно може да се направи и вакво комплексно сценарио кај што еден против друг функционираат доста добро. Се надам дека ти го одговорив прашањата. Дали има други прашања? Сам дека видов уште. Show of hands? Да. Тогаш еден голем аплауз за Иван Мемолан.